Ви благодарам. Почитуван амбасадор Богар, почитувани организатори, гости, почитувани присутни, мои колеги. Драго ми е што имам можност да се обратам денеска на овој собир. Сме имале многу дебати во минатото, но се надевам дека од оваа дебата во иднина ќе почнеме да ги решаваме проблемите. Каква е состојбата во Република Македонија околу слободата на говорот, слободата на изразување, начинот на функционирање на медиумите и новинарите, не треба многу да се констатира, констатирано е. Знае домашната јавност, знаат оние кои што работат во медиумската индустрија, констатирано е во меѓународните извештаи на Freedom House, Репортери без граници. Ние сме на дното. Тоа е состојба која што е навистина трогателна и која што не ја заслужуваат ниту граѓаните на Република Македонија, ниту професионалците во новинарската професија и во медиумската индустрија. Денеска овде се надевам дека ќе говориме за изразни решенија, а не за тоа што не снајде, бидејќи би сакал тој период да го оставиме зад нас и да гледаме напред. На Македонија се потребни темелни реформи во оваа област. Тоа е обврска пред се кон граѓаните на Република Македонија, меѓутоа е една од обврските преземени во насока на евроинтегративниот процес на Република Македонија. Она што треба да се направи е регулација, поточно реформи кои што ќе значат вистинско регулирање на медиумската сфера. Знаете, ние сите велиме што помалку регулација е подобро, меѓутоа некогаш кога не функционираат регулаторните тела и механизми, потребно е прво тука да се средат работите. Се сеќавате многу добро дека за време на преговорите во Пржинскиот процес, може би најтежок дел од преговарачкиот процес беше токму околу медиумите. Потрошивме 3 месеци на тешки интензивни преговори и тогашната владеачка партија ВМРО-ДПМН, сегашна опозиција, не дозволи, не прифати ниту 1% на реформи во медиумската сфера. За се друго попуштија, тука немаше попуштање и тука застанаа реформите. Потоа заедно со организациите во државата кои што работат во оваа област, беше предложен од нивна страна, предходно усогласен со меѓународните представници низ тој преговарачки процес, еден предлог закон кој што беше доставен до собранието, го гласаа пратениците од тогашната опозиција, сегашната владеачка партија и владеачко мнозинство, меѓутоа не беше доволно, бидејќи тогашната власт исто така го блокираше донесувањето на тие реформи во собранието на Република Македонија. Сега е друга ситуацијата и верувам дека многу брзо ќе можеме овие реформи да ги стартуваме и да ги направиме во интерес на сите граѓани на државата. Тоа пред се значи законска регулатива која што ќе овозможи професионализирање и независност на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги или Агенцијата за медиуми. Паралелно со тоа, многу значајна е улогата на јавниот сервис Македонската радиотелевизија. Ја знам дека овде денеска темата е повеќе фокусирана на приватните медиуми, меѓутоа мораме да ги спомнеме и овие, бидејќи без вистински, независен, професионален и објективен јавен сервис, без Агенција за медиуми која што ќе врши својата улога, не можеме да очекуваме останатиот дел од пазарот и приватните медиуми да функционираат во нормален амбиент. Велам, тешко е ова да се говори, навистина ќе беше многу подобро да говориме сега за некои детали како невладиниот сектор, здруженијата на граѓани можат да помогнат во реформите, но ова е суштината од каде што мора да стартуваме. Ви најавувам дека најверојатно што е можно поскоро владата на Република Македонија ќе го пушти во процедура овој закон за измени и дополнувања, поточно за реформи во медиумската сфера, кој што веќе еднаш го предложивме, повторно го дадовме на разгледување на јавноста, на невладиниот сектор, очекуваме нивни забелешки и верувам дека уште во понеделник на комесарот Хан ќе му соопштиме дека овој закон ќе биде во собраниска процедура. Искуството говори дека овој пат би требало да биде изгласан, бидејќи освен ВМРО-ДПМН ниту една друга политичка партија немаше сериозни забелешки, поточно го поддржа уште за време на преговарачкиот процес во Пржин. Ако ги поставиме вака основите на функционирањето, тогаш верувам дека амбиентот многу ќе се подобри. Агенцијата за медиуми кога ќе се ја врши својата улога и јавниот сервис кога ќе биде поставен на вистинска основа, тогаш пазарот ќе функционира. Затоа една од клучните мерки е Македонската радиотелевизија да не биде веќе дел од комерцијалниот колач, поточно да игра на пазарот каде што се делат рекламите и така натаму, туку Македонската радиотелевизија да биде финансирана од буџетот на Република Македонија.
Значи да се укине радиодифузната такса како една обврска на граѓаните и буџетот на Република Македонија да издвои соодветен процент кој што ќе ги задоволи потребите на македонската радиотелевизија. На овој начин, покрај тоа што јавниот сервис ќе мора да ги следи сите оние стандарди и потреби на граѓаните во нивните програмски содржини, ќе го ослободи просторот приватните радиодифузери да можат согласно нивниот рейтинг, нивното влијание, довербата на граѓаните да остваруваат приходи на пазарот во Република Македонија. Уште една многу значајна, клучна работа која што денеска ќе ја повторам, е кажано уште во предизборните ветувања, а тоа е дека оваа влада нема да троши буџетски пари за комерцијално рекламирање. Чи нема веќе авантури од типот милионски суми на пари за некакви чудни проекти кои што минатата влада ги пропагираше, нема привилегирани медиуми кои што ги добиваат парите и така натаму и така натаму. Европските искуства се различни. Укажувањето од Европската унија се дека доколку има владино рекламирање треба тоа да почива врз многу прецизни и конкретни критериуми. Меѓутоа, со оглед на искуството од изминативе 11 години, сметаме дека во овој момент е најдобро да нема буџетско рекламирање. Нема зошто пари од буџетот да се трошат за реклами. Она што владата има потреба да го презентира како информација од јавен карактер или од јавен интерес, тоа ќе го прави на јавниот сервис бесплатно. Тоа се соопштенија, тоа се телопи и така натаму и така натаму. Јавниот сервис има обврска тоа да го објави. Тука нема комерцијална трансакција. Јас ќе бидам многу среќен доколку покрај владата и државните институции ваквата практика ја применат и локалните единици на локална самоуправа, бидејќи тие не се составени на владата и на институциите, меѓутоа сепак би било добро тоа да биде синхронизирано на сите нивоа. Понатаму следува делот кој што ќе биде многу значаен за тоа како приватните медиуми кои што имаат исклучително значење во општеството ќе функционираат. Тука треба да се направат сериозни исчекори и верувам дека законската регулатива тоа ќе го овозможи и луѓето кои што ќе ја преземат Агенцијата за медиуми навистина ќе се постават на ниво на задачата. Ние во Македонија имаме некаква транспарентност во сопственоста на приватните медиуми, но таа не е докрај дефинирана. Ако се сеќавате, дури имаше и обиди за исмејување на тоа што значи закон за семејство, па татко, син и така натаму, кој е собственик. Лидери на политички партии беа лидери на медиумите, па сега тие медиуми, дел од нив имаат некакви фиктивни собственици. Многу чудни форми на тендер коалиции се случува помеѓу собственици на медиуми, државни институции и така натаму и така натаму. Тоа мора да прекине. Европската практика, сите нормални развиени општества не познаваат таков принцип на симбиоза помеѓу собствениците на приватните медиуми и државата. Собственик на медиум да може да учествува на тендери, да зема огромни пари, сведоци сте какви истраги сега има во специјалното јавно обвинителство. Тоа е нешто што мора да исчезне во Македонија. Затоа што потоа тоа не води кон објективно, непристрасно, професионално информирање, туку води кон пропагандистичко информирање. Па имате медиуми кои што поттикнуваат на насилство, шират говор на омраза, со дрон ги следат насилниците кои што влегуваат во собранието на 27 април во обид да извршат ликвидација на пратеници избрани од граѓаните и така натаму и така. Тоа е нешто од кое што Република Македонија мора да се ослободи, меѓутоа низ една нормална процедура согласно законот и уставот, законите и уставот на оваа држава. Радиодифузерите мора да остваруваат својата улога во општеството. Тие имаат обврска, немаат само права. Имаат и права, но имаат и обврска. Јавниот радиодифузен сервис, но исто така и приватните медиуми, мора да ги почитуваат стандардите на новинарската професија, етичките кодекси. Ние сме сведоци изминативе години што се пропагираше и каков говор се користеше на дел од медиумите кои што имаат сериозно влијание во јавност. Тоа не е добро, тоа не е коректно за едно општество кое што тежне е да ги прифати и да ги почитува европските вредности и тоа не е коректно кон граѓаните на Република Македонија. Ако вака ги поставиме основите и ако профункционира медиумската сфера на ваков начин, тогаш дефинитивно најголемиот дел од обврската и одговорноста како функционира содржинскиот дел на медиумите, контентот или уредувачките политики ќе останат одговорност
на саморегулативните тела и на здруженијата кои што се бават со оваа проблематика. Бидејќи, ако е законската регулатива коректна, тогаш веројатно ќе нема потреба од сериозни судски процеси за клевети и навреда, ќе нема тешка и мачна атмосфера во општеството и ќе може професијата сама да си го исчисти оној дел што е останат, а што значи непрофесионализам и неследење на стандардите. Искрено, бидејќи потекнувам од оваа професија, навистина посакувам и очекувам Сдруженијето на новинари, Советот на честа, Советот за етика и сите оние кои што работат во оваа медиумска индустрија да го добијат своето значење и својата улога. Невладиниот сектор, јавноста, граѓаните се клучни коректори на сето она што се случува во општеството. Оваа влада ќе биде максимално отворена, постојано во комуникација. Сите закони, се што ќе се прави како измени и дополнување ќе биде низ широки јавни дебати. Не е владата ниту најпаметна, ниту таа која што треба да диктира политики. Таа треба да ги спроведува, да ги реализира потребите на граѓаните, потребите на општеството. Така ќе го правиме секој чекор, секоја постапка. Денеска ви информирам дека после оваа средба, во 12 часот, премиерот, министерот, вице-премиерот за евроинтеграција и јас ќе имаме средба со над 150 невладени организации од различни области да ги слушнеме нивните мислења. Неверојатно е колкава е потребата во општеството, граѓаните, луѓето да го кажат своето мислење, но наше трпението, вниманието не само да ги сослушаме, туку да ги имплементираме сите оние клучни потреби на граѓаните кои што 11 години немале можност да кажат или ако кажувале никој не ги слуша. За сето ова да функционира, огромна одговорност има владата. Не само во носење на законите, туку во начинот на однесување кон медиумите. Ако е владата затворена, конзервирана, ако институциите на државата не даваат информации, вие немате слобода на говор, слобода на информирање. Самата поставеност на оваа владеачка гарнитура, издигнувањето на комуникациите, транспарентност и отчетност на ниво на министерство говори каква е желбата, потребата и намерата на владата. Многу скоро ќе биде донесена на владина седница одлука и заклучок за тоа како ќе функционираат сите министерства и јавните предпријатија во рамките на владата. Символиката на отварање на портите на онаа ограда која што веројатно символизираше некаков гламур и отуѓеност на власта од граѓаните не значи ништо ако понатамо институциите не функционираат и не се блиски до јавноста, до граѓаните, до оние што имаат потреба да добијат информација од нив. Редовни брифинзи со новинарите ќе бидат практика, еднаш неделно. Ќе биде веб страните на министерствата, ќе бидат богати, ќе бидат исполнети со сите информации за активностите на секое поединечно министерство и предпријатија во рамките на буџетските установи. Нема потреба од криење, тендерските постапки се јавна работа. Тоа се пари на граѓаните, граѓаните мора да знаат како се трошат нивните пари. Нелогично е да се вџашуваме дека автопатишта се градени покрај тоа со провизии, се работат и се изработуваат без никаква документација, по чудни траси, било укажувано дека не смее така да се гради и се продолжува. Тоа насилие мора да прекине. Отвореноста на институциите е основа за да може да функционира и професијата и новинарското и медиумите и новинарите. Затоа ве убедувам и тука стојам на располагање и секогаш да укажете ако некаде некој, било кој сегмент од владата или од институциите е затворен и не дава информации. Само ве молам за мало трпение, бидејќи овој период на прилагодување на она што го затекнавме тамо, што е шокантно дури и повеќе од очекувањата, не би сакал да ги споделувам сега сите детали да не одземам од времето. Дајте ни малку простор само да се прилагодиме. Не бараме 100 дена затвореност, напротив, премиерот веќе вториот ден од преземање на мандатот имаше интервју со уредниците на најголемите телевизии во Република Македонија. Таа практика ќе продолжи, нема нарачани интервјуа, меѓутоа исто така ве молам само за трпение додека не го поставиме системот на комуникација. Во секое министерство ќе има мини јадра за комуникација, ќе бидеме отворени за се што треба и ќе има одговорност на секој носител на јавна функција ако не е одговорен, транспарентен и отчетен пред граѓаните. Тоа е ветување на премиерот, моето е ветување на министрите во оваа влада. Само така Македонија ќе може да оди напред. Дополнително, во програмата на Социјалдемократскиот сојуз
кој што верувам дека ќе биде проточен и во програмата на владата. Ќе се обидеме да наметнеме и институтот пратенички прашања да биде почесто од еднаш месечно. До сега собранието беше декор, гласачка машинерија. Собранието има контролна улога, основен механизам за тоа како се контролира власта и како таа функционира. Ќе се обидеме еднаш неделно да има седница на собранието каде што министрите, можеби не мора цела влада, ако во еден период, една недела некои министерства се актуелни, имаат потреба пратениците да добијат дополнителни одговори, еднаш неделно да има одвоен термин во собранието во кој што министрите од владата и нивни задменици ќе одговараат на поставени пратенички прашања. Велам, има многу да се сработи, меѓутоа никој не е избран за да кажува колку е тешко и со што се соочуваме. Избрани сме за да ја завршиме работата што е можно поскоро и да овозможиме нормални услови за функционирање. Го слушам овие денови Груевски, некаде шета по европските метрополи и дава изјави дека во Македонија бил ужасен медиумскиот амбиент, таква контрола воспоставила новата власт, едноставно гласот на опозицијата не можел да се слушне. Па ве молам, вие сте овде представници на медиумите, јавно ве повикува. Било кој од вас, јавно ги повикувам и оние што не се тука. Нека кажат дали еднаш некој дигнал еден телефон и не кажал дали замолил да се објави нешто, за да ја расчистиме таа дилема. Агонијата на Груевски среќа што веќе не е агонија на Македонија. Тој не може да разбере дека кога се оди сега во посета на инвестиции кои што се промашени или кои што носат и човечки жртви, дека не се оди накитен со 2 микрофона и камери од страна и без новинари да постават прашања. Секој министер оди да каже каква е состојбата и што ќе направи и што ќе преземе. И тоа така ќе функционира. Затоа велам, клучен механизам е никој да нема никакво влијание врз медиумите и медиумската индустрија. Ниту владата има потреба да влијае, ниту смее да влијае, ниту опозицијата. Сите подеднакво треба да бидат застапени, подеднакво да се медиумите отворени за политичките субјекти, граѓанското општество, дебати на јавни личности. Ние немавме дебати на јавноста. Изостана и сега имаме интересни ситуации кога се отворија дебатите, повторно медиумите бараат најчесто политичари да гостуваат. Тоа е добро, меѓутоа отворете ги екраните и за луѓето, за граѓаните. Најголема штета, најмногу истрпеа граѓаните овие 11 години. Во нивно име и за нивното добро, Македонија, македонското општество, граѓаните на оваа држава заслужуваат да бидат дел од европското семејство. Тие тоа го докажаа на овие избори. Огромно мнозинство гласаше за промени. Тоа е обврска огромна и на политичките субјекти, меѓутоа и на медиумите во Република Македонија. Без вистински медиуми, без професионални медиуми, непристрасни, објективни, граѓаните ќе немаат квалитетна информација, ќе немаат вистинска информација. Пропагандата мора да заврши. Тоа е едината на оваа држава. Јас ве убедувам дека додека сум таму, а верувам дека ќе бидам таму заедно со оваа екипа, додека работите не се средат како што треба, дека никогаш нема да се случуваат девијации ни приближни од оној тип кој што ги има во минатите години.